Господин министер, ви благодарам за можноста што ни ја дадовте за да го направиме ова интервју. Ќе почнеме со председавањето на Република Северна Македонија со ОПСЕ и истовремено и како членка на НАТО, таа сега се најде во позиција да учествува во креирањето или реинвентирањето, ако можеме да кажеме во овие услови во кои сега се наоѓа светот, на прашањата кои се однесуваат на колективната безбедност. Што е приоритет и што може Македонија да даде како придонес во таа насока? Веројатно, фактот дека сме мала држава се покажа дека не е обесхрабрувачки за да бидете важен на меѓународната сцена. Тоа значи дека доколку во себе имате вредности, рефлектирате вредности, тоа светот ви го препознава и ве вклучува за да ги обликувате прашањата и на светско ниво. Тоа е приказната на Република Северна Македонија. Една мала држава од тежок регион, денеска ја председава најголемата регионална безбедносна организација во светот, која се протега од Ванкувер до Владивосток, со 1,3 милиарди луѓе, 57 земји учеснички од Соединетите Американски држави и Канада од една страна, преку сите земји на НАТО и Европската Унија, Руската Федерација, Централно-азиските земји. Но, ако приметувате дека косовско-српскиот диалог се префрлува во Охрид, или пак прифатената понуда помеѓу Молдавија, односно Кишинео и Транснистрија, преговорите да ги продолжат во Скопје, зборува за новата улога на оваа мала држава која што покажува пример како се градат вредности. Во таа насока овој оптимизам можете да го проектирате и во тоа да се врати довербата во мултилатералноста на решавањето на прашањата наспроти на биполарноста со која е соочен светот денеска. Ние сме држава која што верува и инвестира во мултилатерализмот, бидејќи сметаме дека мултилатерализмот ги заштитува пред се вредностите и интересите на помалите земји. Нашето вклучување во тие платформи, еве, ќе спомнам пак председавањето со ОПСЕ, но да не заборавиме, ние оваа година председаваме со А5 Јадранската повелба, ние оваа година председаваме со процесот за соработка на Југоисточна Европа. Ние сме членка на НАТО, ние преговараме за членство во Европската Унија. Значи, во најважните мултилатерални органи, платформи во светот ние сме важен чинител, бидејќи веруваме и еден од важните приоритети на нашата надворешна политика. Да се вратиме сега во нашиот регион и конкретно на нашата држава во односите со Бугарија. Во еден период рековте дека многу е тешко сега, додека во Бугарија нема стабилна политичка влада, да постигнеме некаков напредок. Но исто така рековте дека диалогот не е прекинат и комуникациите на ниво на стручни тела, на министерствата од различните сектори во земјата имаат комуникација. Можеме ли да се очекуваме наскоро некој чекор напред, дури и во оваква ситуација? Видете, ние вчера имавме конзуларни разговори со двете министерства за надворешни работи, што е можеби првиот така подиректен контакт после ова последно заладување кое што се случи во односите, што зборува само по себе дека има базична комуникација и во услови на избори во Република Бугарија. Иако јас коментирав и на едно друго место, ова што се случува е класично киднапирање на односите од одредени политички партии во Република Бугарија за да капитализираат за изборите. И вториот аспект е дека во Република Бугарија веќе 2 години нема политичка влада. Во услови кога нема политичка капа, тогаш сите тие радикални конзервативни елементи кои што политиката по дефолт ги потиснува, ги најдоа своите 5 минути, најдоа бришан простор за да може да си ги манифестираат своите конзервативни и радикални позиции и тоа го гледаме во моментот. Така да сметам дека е најважно сега на наредните избори во Бугарија да има конечно политичка влада со која што ќе можеме да имаме
политичка нормална комуникација за односите во иднина. Во таа насока сакам да ве прашам и за улогата на Соединетите Американски држави. Европска унија прави се што може да направи во тие рамки, во односите меѓу воспоставување или обновување на односите меѓу Софија и Скопје, но сад како Соединетите Американски држави како да имаат еден друг пристап, американски би рекол, и особено од аспектот што е забележливо се поголемиот ангажман на Соединетите Американски држави во Европа, особено на источното крило на НАТО, каде што ја гледаат и како геостратешка позиција и Западен Балкан и нашиот регион. Може ли од тој аспект да се очекува некое уште поголемо влијание на Соединетите Американски односи во односите со Бугарија и... Видете, во услови на војна во континентот, во услови на руска агресија во Украина, многу е важно прво да се консолидира и да се одржи единството на трансатлантската заедница. И второ, многу е важно да се внимава на потенцијалните кризни региони, конфликти, спорови, за да не бидат злоупотребени од страна на Руската Федерација, за да го дефокусира вниманието од еден централен фокус во кој што е сега светот фокусиран. И се разбира дека и зголемениот ангажман и на Европската Унија по однос на европската перспектива на регионот, еве гледате, само минатата година имате 4 важни поместувања. Имате Република Северна Македонија и Албанија кои што ги почнуваат преговорите, имате Босна и Херцеговина која што добива кандидатски статус и Косово добива одлука за визна либерализација. Уште по-на исток, Украина и Молдавија добиваат кандидатски статус. Значи, целиот процес на европското проширување влезе во нов контекст, во контекст на геополитичка важност, односно проширувањето како инструмент за стабилизација и безбедност на самиот европски континент, и се разбира дека тука Соединетите Американски држави се важен чинител. Меѓутоа, Соединетите Американски држави веруваат во европската перспектива на Република Северна Македонија. Јас имам едно кажување кое што често го повторувам, дека позади секој успех на оваа мала држава во еден тежок регион има печат помал или поголем на Соединетите Американски држави. И така да тие се наши стратешки партнери, со кои што еве минатата година отворивме нова фаза од стратешко партнерство во стратешки диалог кој што е на динамизирана форма на односи. Уште едно прашање ќе задам на крајот. Како ќе се рефлектираат првите знаци на добра волја за решавањето на спорните прашања меѓу Косово и Србија? Во вашиот одговор на првото прашање рековте дека Северна Македонија се покажува како земја во која може да се решаваат и вакви прашања. Се покажа нашата држава како добар амбиент за решавање на овие прашања. Како сето тоа ќе се рефлектира пошироко во регионот прашањето Косово-Србија? Во регионот има две потенцијални слаби карики, слаби точки. Едно е косовско-српскиот спор и второ е Босна Херцеговина и потешкотиите во функционалноста на Дејтонскиот договор. Затварање на едно од овие две големи прашања ќе биде значителен исчекор во конечно стабилизирање на регионот, помирување и понатамошно евроатлантско консолидирање. Фактот што имаше сериозен прогрес сега во Брисел, суштински прогрес, фактот што тој прогрес може да добие некаква конечна форма токму во Охрид, прво има своја символика на успесите на Охридскиот рамковен договор, нудејќи модел како се решаваат етничките прашања, прашањата на меѓуетничкиот соживот и соработка, но второ е признавање за Република Северна Македонија како важен чинител во регионот, односно како контрибутор на стабилност и безбедност во регионот, рефлектирајќи и на тој начин нашата функционална мултиетничка демократија, нашата култура на компромис, култура на диалог, која што за жал е се поретка не само во регионот и во светот. Ние сме на некој начин стануваме една точка на референца
за тоа како европската идеја може да се прошири и во овој регион. Ке ми дозволите уште едно прашање, ке ме молам. Ова што го спомнавте, култура на диалог, политичка култура и така натаму. Зборувавме за тоа што можеме да очекуваме на бугарска страна во прилог на решавањето на споровите меѓу Софија и Скопје. Но која е нашата домашна задача тука? Дали е тоа постигнувањето на консензус во собранието околу прашањето кое остана отворено за внесување на бугарското малцинство во земјата во Уставот? Прво, внесувањето на бугарското малцинство во Уставот е важно од две причини. Прво, затоа што си дава насока како ќе се постават македонско-бугарските односи долгорочно во иднина. Додека се обидува Република Бугарија пред се тие односи да ги стават во историски контекст, ние најдовме решение дека тие односи ќе се постават на начин на комуникација помеѓу две заедници, мнозински македонски народ и малцинска бугарска заедница, кои што живеат во еден нормален соживот во Република Северна Македонија и така ќе се трасира патот на односите помеѓу на двата народа. И второ, дека внесувањето, односно промената на Уставот е важно за продолжување на процесот на преговори и тука ние ќе мора да постигнеме надпартиски консензус, да ги оставиме интересите на дневната политика, да седнеме и да ги анализираме сите аспекти про et контра за уставните измени. Ве уверувам дека и на експертско ниво, и на политичко ниво, и на било кое друго ниво ќе доминираат аргументите за уставните измени, бидејќи тие се во наш интерес.